Почитувани, гледаме дека секојдневно СДС држи изјави за работи кои сме ги изградиле, создале и оставиле во потреба и корист на граѓаните. И тоа е добро, поради тоа што граѓаните ќе можат да направат разлика. Нашите споменици се донесени фабрики, изградени музеи, театри, плоштади. Спомениците што ги остави СДС се уништени фабрики, стечајци, криминал. Денес ќе се подсетиме на еден таков споменик на криминалот на СДС. МЗТ е еден од многуте споменици кои ни ги остави СДС од мрачниот период на транзицијата. Во МЗТ својата екзистенција се наоѓа 7.000 работници и нивните семејства. Тие заедно со 200.000 други работници беа буквално оставени на улица, а имотот на фабриката беше ограбен од страна на функционерите блиски на СДС. Слична судбина има и Годел, во која згасна 1900 работни места. Неодговорните на политики на СДС во минатото затворија илјадници и други работни места. Тешка и мачна судбина поради неодговорноста на СДС има и 1450 вработени од Славија, 1000 од Газела, 750 од Треском Мебел. Сите тие до еден останаа без своите работни места. Овие неми споменици оставени од СДС сведочат за едно матно време, во кое беа затворени 684 фабрики, време во кое над 200.000 луѓе си ги загубија своите работни места. За судбината на работниците никој во СДС не се интересираше, но затоа беа заинтересирани за целиот капитал кој беше разграбен и поделен помеѓу директорите блиски до власта на СДС. СДС во 2006 остави 38% невработеност и огромна стапка на сиромаштво. Со политиките во економијата што ги креираше ВМРО ДПМН, стапката на невработеност е сведена 22,9%. Денес тоа се потврдува. Денес имаме пат на економијата и на индустријското производство, на извозот, на малени плати и зголемена невработеност. Се тоа е на грбот на граѓаните и повторно СДС на власт. Граѓаните го гледаат тоа и затоа ќе ги казнат СДС за нивните неодговорни политики на престојните локални избори на 15 октомври. Благодарам.